Под мотото "Моја, твоја, наша боја", младите од Центарот за поддршка на лица со интелектуална попреченост Порака од Струмица синоќа го одбележаа 3 декември меѓународниот ден на лицата со попреченост. На хуманитарната манифестација беа представени боенките изработени токму од младите членови во Порака, како и новогодишните украси кои ги продаваат во рамките на секојдневните креативни работилници на оваа граѓанска организација. Парите собрани од продажбата на креациите ќе бидат искористени за опремување на социјалниот клуб Порака со потребните дидактички материјали за понатамошна работа. Тоа е проект даден од општина Струмица, кој што го работиме веќе 6 месеци, и во тој проект е вклучено изработка на децата што сами ги изработија тие боенки и се вклучени во таа соработка со сите дефектолози заедничко, се изработени и имат 4 значења: пролет, зима, животни, така да секоја збирка си има посебна функција. Боенките се изработени од децата со посебни потреби и тимот што работи со нив. Исто така и тоа се изработки на децата со посебни потреби со помош на родителите. По повод денешниот ден сакаме да порачаме на сите лица кои што имаат посебни потреби да бидат во јавноста изнесени и со нашата порака денеска децата што ќе ја дадат им дават до значење дека тие сакат да бидат вклучени во секојдневниот живот. И ми јасно и гласно им порачуваат дека и тие се лица што сакат да работат, дека и тие се лица што можат да работат се во животот. Покрај продажбата на ракотворбите од младите со интелектуална попреченост, беше организирана и мала приредба со учениците од Основното училиште Никола Вапцаров, Видео Подгорец од Струмица, заедно со децата од последното основно училиште Свети Климент Охридски од Ново село, кои ја пренесува пораката за еднаквост, заедништво и потребата од поголема инклузија во сите пори на општеството.